Здраво, дечки. Стефанатор направи видео за маките на високите луѓе. Ја си јам направено, сакам да го гледам неговото и ќе давам коментар, пошто сум човек од 203. Значи, еве го неговото видео, маки на високите луѓе и почнуваме со давање на коментари. Видео денес се навраќаме на еден мој стар мини серијал Здраво и тебе, Првин. што покажува кои се маките на некои луѓе. Започнавме да го правиме со луѓе што носат научари, па продолживме со Така. Последно, ако не се лажам, беше маки на јутубери. Не знам дека пропуштам, мислам дека само тие три ги направено, ако некој сум заборал, јас се извинувам, но денес се посветуваме на маките на Високите луѓе. Значи, дојдовме и ние на ред. И затоа денес ја вака високо се поставам. Сетап, ја не сум висок, ама затоа имам некои висок другари, заедно со него ми помогна да... Ајде да видиме. Океј, првата мака за која ќе збориме денес е тоа што кога си многу висок, може би да ти е малце незгодно да стоиш во јавно веце. Па да, ти многу пати се годи да е нешто пониско и стварно ти е катастрофа за да појдеш таму. Или може би тоа би било многу понезгодно за некои други. Ако... Ајде да видиме шо? Или десно и го види ова. Ајде. Најснамува. Барем мислам дека ми се нема случајно. Втората мака е Ајде. кога треба да се гушти со друг човек, а многу често тоа треба да биде човек што е понизок од тебе или Така. понизок од тебе. И тогаш настанува малце така не толку пријатна ситуација и тоа некако изгледа вака. Па да, вистина. Ба да ретко се гушка, ба да си има да се нова. Знам како е. Следната мака што најмногу мислам дека важи за високите женски, не знам колку е тоа често, ама знам дека кај дел од машките им смета кога женското е повисоко од нив и обично преферираат кога они се повисоки, а нивната девојка е Па немам размислувано за тоа искрено. висока женска е ред флег. Јас не викам дека има ништо погрешно во тоа, ама ете... Не знам, немам размислувано. Некој тоа представува мака, ако е високо женско и машкото пониско од неа, не сака да биде со незе, затоа што она е многу повисоко од него. Следната мака е Ајде. прашањето кое едноставно не можеш да го избегнеш и кога не Предпоставувам шо е. доаѓаш до предпоставка дека тој човек мора да биде толку висок само поради тоа што тренира кошарка. Ти мора да го Значи, кај да појдам, дали било бурекчилница, дали било банка, пошта, не знам, значи, се што и обавезно. Играш кошарка? прашаш, бате, тренираш ли кошарка? Трпиш лоши шеги, тоа може да се стави како нека си втора, уште една мака, која што можеш да трпиш секогаш онакви лоши шеги. Ајде. Кога ќе ти дојде некој... Дали Бате, почисли воздухот тамо. ми го имат речено 100 пати, не еднаш. Сигурно сите што сте високи сте до сега нема шанси да не сте дослушнали прашањето дали тренирате. Да, 555 пати на кубна. Во вашиот живот. Извини се, ова треба да му направам. Или ваков хамер, или една табла нагла и оти стварно веќе то прашање поставено 500 милиарда пати. Следната мака е дека Што? едноставно не те собира никаде и Да. мало, а почнувајќи од тоа да не можеш да најдеш никаде патики, затоа што никаде нема број. Ај, за патики пак наоѓам некако. Че шо број ќе кажи? 49, друга Не сум до толку. 46 носам јас. мака е кога си во кревет и едноставно нозете ти висат, затоа што најчесто креветите не се Па да. за тоа човекот да има. Тоа се дешава кај баба ми кога спијам, например. Таа мака некако изгледа вака. Точно.
Ама зато мојо кревет е папарачка и нема висење на нозе. За следната мака исто така не успеавме да направиме пример, затоа што за Белја, баш кога сакавме да снимаме, не можевме да најдеме ниту еден низок пролаз. Често кај сите високи луѓе, они мораат да и кога има некоја си не толку висока врата или некој пролаз, они мора да го прават секој ова и така. Буквално. Дури високи да се вратите митат да се наведнам. А морам да спомнам дека кај еден другар толку му е ниска вратата што мора кифла да се направи. Така да ги поминуваат сите пролази, треба едноставно цело време да не се врши нешто. И тука доаѓа тоа дека не е само проблем високи пролази и врати, туку може да биде проблем и било како висок предмет, како што е некоја сисјалица. Да. Следната мака е кога ќе седнеш во некоја си превозно средство и едноставно немаш место да си ги ставиш нозе, тебе ти е згодно и најчесто мораш да бидеш онака скроз сколопчен и скроз зипован. Кога било што се градело такво, никој не мислел на високите луѓе и едноставно ти мораш да трпиш и да надежно да си најдеш некоја си згодна позиција за тебе. Многу си има право. Зато веќе доаѓа често седиштето поназад. Не возам ако ќе седам напред, знам како е. До крај си мислам да не нешто пропуштив, ми текна вајде уште една лоша шега. Ајде, пукај. Си искочен со висок другара, негде ќе отидеш подалеку или... Знам што ќе кажеш. Оние лоши шеги дека се чекаме кај високиот, дека него ќе го види. Се чекаме кај деко. Последната мака е дека си human selfie stick и секогаш слика ќе ти доаѓа на тебе, затоа што тебе не треба selfie stick и можеш буквално само ја пушташ раката. Само да и пушташ твојата рака. Точно. Да сликаш ти дека си не. Да. Дејане селфи стико, кој ќе правиме слики со друштвото. Тие што сте високи, напишете во коментари што пропуштив, пожалете си се, најдете си се меѓу се, што друга мака сликате, затоа што ќе се најдеме сигурно. Ево видеото на самиот крај, само да им се заблагодарам на Дреникс и Нанушка, што ми помогнаа да го снимам ова видео и да биде возможно, како што веќе ги видовте до сега во и видеото ти е топ. Лајкнете го видеото, субскрајбнете се каналот и пишете ми во Субскрајбнат сум одамна и ти скоментирав сите работи, дури јаве и реакција ти направив. Топ видео. Поздрав до тебе, Стефане, ме опиши ако да ве знаеш 100 години.